Мартин Богоевски е професионалниот војник кој учествувал во вчерашниот инцидент на Мечкин камен. Ова официјално го соопшти Министерството за одбрана, од каде потврдија дека е формирана комисија која ќе покрене постапка против него, бидејќи бил препознаен на една од видеоснимките од инцидентот во Крушево. Со цел да се добие увид во ситуацијата и во заднината на случувањата, професионалниот војник Богоевски денеска е повикан на разговор и на распит во војната полиција. Во текот на распитот војникот Богоевски, иако на видеоснимките се гледа како стои во првиот ред, негирал дека учествувал во инцидентот во кој беа нападнати вербално и со фрлање предмети високи официјални гости од странство, како и владината делегација, која дојде на Мечкин камен со цел да земе учество во прославата на Илинден. Од одбрана го осудуваат учеството на професионалниот војник Богоевски во инцидентот и му кажуваат на сите припадници на АРМА дека не им е местото во групи кои користат насилство за остварување на политички цели и кои со напади врз високи странски официјални лица го нарушуваат угледот на армијата и на Република Македонија. Неофицијалните информации пак од МВР велат дека сите учесници во инцидентот се идентификуваат и веќе дел од нив биле на разговор во полициските станици. Станува збор за лица од повеќе градови во државата, а по разговорите обвинителството ќе покрене соодветни постапки против нив. Се преземаат мерки за идентификација на сторителите и против нив ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Министерството за внатрешни работи во содејство со јавното обвинителство презема мерки за расчистување на случаите со ширење на говор на омраза на манифестацијата во Крушево. Со реакција за инцидентот се јавија владеачките социјалдемократи кои велат дека додека граѓаните ги славеа заедништвото и сплотеноста, Иванов поттикнуваше меѓуверска и меѓуетничка омраза од Мечкин камен. Граѓаните и политичките партии кои навистина се за ЕУ и НАТО се обединија и избираат иднина наместо небиднина. Иванов останува изолиран во своето антидржавно однесување, заглавен во минатото на криминал и неизвестност. Иванов останува на темната страна од македонската историја. Од кабинетот на председателот Ѓорѓе Иванов соопштија дека жалат за инцидентот во Крушево, но дека тој не бил предизвикан од пораките во говорот на председателот. Председателот никогаш не поддржувал инциденти и говор на омраза. Жалиме што владината делегација беше исвиркана на одбележувањето на празникот Илинден на Мечкин камен во Крушево, но сметаме дека тоа на ниту еден начин не беше предизвикано од пораките упатени од председателот Иванов, пишува во реакцијата од неговиот кабинет.